Добра вечер, 17 јули 2026 дневник на КТВ. Од 2017 година до денес јавното предпријатие Комуналец бележи значителен напредок во сите сегменти од работењето. Значително е обновен возниот парк, реализирани се над 2500 нови приклучоци на водоводната мрежа, а решени се долгогодишни проблеми со водоснабдувањето во повеќе населени места. Реагираше градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев на обвинувањата од советникот Вуко Мелов дека предпријатието се соочува со зголемен број на вработени. 2017 година ЈП Комуналец имаше еден ровокопач, една цистерна, едно теге и 20 возила. Во моментот ЈП Комуналец има 5 ровокопачи, еден багер, 2 булдожера, 3 цистерни, 11 износувачи за износ на смет и 50 возила кои што се возила не патнички, него возила во интерес на граѓаните. Од мулчери за трава, од мали возила за износ на смет, 6 метларки кои што одржаваат хигиента, цистерни кои што перат секојдневно и така натаму и така натаму. 2017 година имаше 10.000 метри квадратни трава, сега имаме 150.000 метри квадратни само одржување на трава. Оној споменикот кај што пред некое време 12 другари беме да одадеме почетна годиштина на 16 јуни беше во таква состојба кај што беше, сега е во парк состојба предвиден. 3 нови паркови има изградени. Одржувањето на зеленилото на највисоко ниво и не лажиме. Кажа 2017 вработени, а не кажа во последните 5 години. Ја гарантирам дека во последните 4-5 години бројот на вработени не е зголемен. Не е зголемен 5 години. Нема да манипулирате 2017. Ај сега да се вратиме на друго. Приклучци за вода од 2017 до сега, нови 2500. Знаеш дека немаше вода во Дабниште? Знаеш дека немаше вода во Раец? Знаеш дека немаше вода во Брушен, у Брушенско, у Ресава, на трите топови, на Моклиште, не знам каде, 2500 нови приклучци. Кој ги направи тие? Никна од земја? Износот на комунален смет не се изнесуваше од Сопот, од Марена, од горните села, од руралните средини, од Бегниште, од Дреново, од Раец. Не се изнесуваше. 2 пати неделно се изнесува. Кој го изнесува? И тие вработени токму таму. Пазарот која состојба беше? Не се сечаваш. Има слики, ще ги покажеме. Руина. Да го страм човек да пазари. Денес ќе имаме најдобар пазар. Од инфраструктура, паркиралишта и соодветно продажно место за секој земјоделски или сточарски производ. Био пазар градиме. Градежна група, зимско одржување, кастрање на улици. До Клиново, ево советникот, го пробиваме патот секоја година го чистим. На Габорот лесата отворивме заедно со Комуналец да го направиме тоа. Со кој го правиме тоа, бе, луѓе? Со тие 330-40 вработени. Точно е дека биле тогаш 270. Точно е дека и платата беше 17 денара. Нето. Сега платата нето е 35.000. Минималното Комуналец. Точно е дека и нафта беше 50 денари. Сега е 90. Дај да бидеме реални и да не ги лажеме граѓаните. Да не ги лажеме граѓаните. И точно е дека Кавадарци 8 години ни еден ден, ни еден саат не останат без водоснабдување. Читај вести, градови како што се Скопје, метрополи, секојдневно населби немаат вода, луѓе. Една минута да немаме вода, кол центрот 20 повици има. Секаде не имаме вода днес. Го одржаваме системот, квалитетот на водата на ниво. Точно е дека платите треба да бидат поголеми и гарантирам, проверете го, како јавно предпријатие, имаме еден директор, едно јавно предпријатие, ни една општина тоа го нема. Себе се поделени водовод, канализација, зеленило, износ на смет или било како. Тука се многу трошковите намалени, немаме 5 директори, немаме 5 управи, немаме 5 надзори. Минималните плати кои ќе ги даваме и платите кои ќе ги исплачиме по основ на колективен договор и закон, сме број 1 уделот на плата на јавно предпријатие било кое во Македонија. По 37.900 денара нето плата во Комуналец нема, нормално се вклучени ноќно работење, сменско работење, бенефициран стаж, ХТЗ опрема на време даено, К15 исплатено и се тоа што следува. Ова не каравте. Олом не каравте. Зошто сме дали 13 плата на Комуналец? Ти ме караш. И како не? Од граѓаните земавте пари, дадох 13 плата. Сега викаш покачи плат. Дај да се усогласиме еднаш. Значи,
се што следува по колективен договор и се што следува на нашите вработени, поготово у јавното предпријатие комуналец. Тука нема никаква дилема и нема да бидеме себични ни во еден поглед. Општина Кавадарци мора да продолжи со тенденција на развој, да и во последното село, и во последната куќа ги има исти услови како што ги има во центарот на општина Кавадарци. Синоќа во Кавадарци пристигна група деца на возраст од 10 до 16 години од најпогодените воени подрачја во Украина, кои во наредните 10 дена ќе престојуваат во Михајлово. За нив е подготвена богата програма исполнета со спортски активности, културни настани, едукативни содржини, излети и дружења со цел да поминат квалитетно време, да стекнат нови пријателства и да создадат убави спомени од нивниот престој во Кавадарци. Престојот е овозможен со поддршка на градоначалникот Митко Јанчев, а целосно е поддржан од компанијата Кожувчанка, која и оваа година ја потврдува својата општествена одговорност и хуманост. Во реализацијата на програмата ќе бидат вклучени и повеќе институции, спортски клубови и организации од општината, кои ќе придонесат овие 10 дена да бидат исполнети со содржини, дружење и позитивни искуства, велат од кабинетот на градоначалникот Јанчев. Вчера во домот на КС 38 години од Кавадарци од страна на полициски службеници од ОВР Кавадарци биле пронајдени и одземени 262 куршуми, 51 ловен патрон и затворач од ловен карабин, кој ги поседувал без дозвола. Со КС е извршен службен разговор, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера пак во 13 часот и 15 минути во ОВР Неготино, 44 годишната жителка од село Долни Дисан Неготинско пријавила дека била измамена за сума од 49.087 денари. Според пријавеното, таа остварила контакт со лице преку социјална мрежа со цел да подигне кредит и во неколку наврати уплатила пари за наводни трошоци за одобрување, но кредитот не го добила, пошто случајот го пријавила во полициска станица. Се преземаат мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Велес. 73% од граѓаните имаат плата под просекот. Мицкоски гурни са животниот стандард, обвинуваат од опозиционата СДСМ. Со Мицкоски и ВМРО за 2 години животниот стандард на граѓаните е целосно урнисан. Платите се најниски во Европа. Граѓаните се сиромашни. Народот живее многу полошо од пред 2 години. Податоците на УЈП за 2025 година покажуваат дека дури 73% од граѓаните имаат плата под месечниот просек, односно под просечната плата во земјата. Дури половина, 50% од вработените земале плата меѓу 24.000 денари и 36.000 денари. Ако се спореде со минималната потрошувачка кошничка, која изнесува 70.000 денари, значи дека на половина од вработените ниту 2 плати не им се доволни за да ги покријат основните животни трошоци. Ова, почитувани, е вистината. Најголем дел од граѓаните, од работниците, едвај врзуваат крај со крај. Животот стана прескап. Платите не го следат растот на цените. Храната стана луксус. Сметките се превисоки. Прекинувањето на растот на платите, одбивањето на владата на Мицкоски да ја покаче минималната плата на 600 евра, директно води до сиромаштија во семејствата на македонските работници. Родителите треба да мислат за секој денар. Принудени се да кратат од себе за да можат да им обезбедат основни услови за своите деца. Денес богато и финансиски добро стојат само Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО. Кризата не стивнува. Поскапувањето на горивата е нов ценовен удар за граѓаните и ќе донесе ново поскапување на цените
за храната. Со Мицкоски, животниот стандард е срозен. Економски колапс чука на вратата, додека ВМРО душмански краде од народот. Опозицијата доби бланко лист за исполнување на желби за изборниот законник, истото го одбија поради виктимизација, велат од ВМРО ДПМН. Опозицијата доби бланко лист за исполнување на желбите за изборниот законник, а истото го одбија поради виктимизација. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ сметаат дека доколку глумат жртви, тоа ќе им донесе политички поен повеќе. Реалноста пак излезе на површина, а таа е дека ВМРО ДПМН, како партија на власт, им ги прифаќа сите барања на опозиционерите, само диаспората да може да гласа на полесен начин. Токму ова, коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го одбија. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен законник и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Одбија да имаме една изборна единица, одбија и повеќе пари за рекламирање, само за да се представат како жртви и оваа приказна да можат да ја шират како алиби на следните избори кои историски ќе ги загубат. Но исто така, со недонесување на изборниот законник, директно се обидуваат да го намалат успехот на Македонија во делот на реформската агенда. Ние посекако сме лидери во Западен Балкан во исполнување на реформи, но неносењето на изборниот законник е директен показател дека кога ќе имаат можност, Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ ќе обструираат. Токму во овој процес се покажа зошто ВМРО ДПМН е на власт, а зошто Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ се во опозиција. Разликата е евидентна. Едните работат во интерес на државата, а другите за својот и партискиот интерес. Ова не е правна држава, ова е контролиран систем во кој Христијан Мицкоски одлучува кој е над законот, а кој ќе биде прогонуван, обвини Богданка Кузевска, портпаролка и членка на извршниот одбор на СДСМ на денешната пресконференција. По ослободителната пресуда за Никола Груевски, враќањето на криминалниот имот Белата палата, сега е ослободен и Драган Павлович Латас. Обвинителството се откажа од обвинението против него. Судот побарал ново супервештачење, пошто износот на наводното даночно затојување бил намален. Провидно. Ова почитување е уште еден јасен доказ дека Христијан Мицкоски директно управува со обвинителството и со правосудството. Нема правда, има контролирано судство, алатка во рацете на Мицкоски. Алатас му е многу важен на Мицкоски. Над 40% од медиумите во собственост на Орбан кои работат за ВМРО во Македонија се под негова диригентска палка. Фарми на тролови, сестрински бот платформи од СНС, оркестрирани кампањи на социјалните мрежи, тој, почитувани е нивниот медиумски шеф за напади врз СДСМ, врз неистомислениците во одбрана на криминалната власт. Кога станува збор за луѓе блиски до ВМРО или до самиот Мицкоски, обвиненијата исчезнуваат, постапките се распаѓаат, а пресудите се претвораат во амнестии. Кога пак станува збор за политички неистомисленици, критичари или противници на власта, тогаш обвинителството е експресно и ревносно во спроведувањето политички прогон. Ова е токму она што го спречува европскиот пат на Македонија. Наместо независна институција што ја штити државата од криминал, имаме обвинителство кое што работи по нарачка да го штити режимот и неговите луѓе. Додека Мицкоски одлучува кој ќе биде гонет, а кој ќе биде заштитен, државата не може да напредува. Ова, почитувани, не е правна држава. Ова е систем во кој Мицкоски одлучува кој е над законот. ВМРО ДПМН го враќа достоинството и квалитетот во образованието. Учебниците, наставниците и учениците повторно се приоритет, порача од владеачката партија на денешната пресконференција. Образованието повторно е приоритет на владата предводено од ВМРО ДПМН. По години на хаос, доцнење и неизвестност, денес системот функционира навремено и во интерес на учениците и наставниците.
Втора година поред, учебниците за сите одделенија ги дочекаа учениците уште на првиот училишен ден. За разлика од претходните 7 години, кога имаше учебни години без отпечатени учебници, денес над 1 милион примероци се на училишните клупи, а набавени се по значително пониски цени, со што само во последните 2 години се заштедени околу 45 милиони денари. За прв пат по 7 години, учениците повторно добија учебници по странски јазици – англиски, француски, германски и италијански. Паралелно со тоа, владата ја врати сигурноста и за наставниците. Со подпишаната спогодба со СОНК е обезбедено гарантирано зголемување на платите во следните 4 години од 40 до 60%, зависно од инфлацијата. Само во првите 2 години платите се зголемени за повеќе од 20%, за разлика од минатото, кога платите се покачуваа исклучиво пред избори и никој не знаеше колку ќе изнесува покачувањето. Денес постои јасен и предвидлив систем кој го вреднува трудот на наставниот кадар. Дополнително, за прв пат е овозможен кариерен напредок и за наставниците и за стручните соработници во средното образование преку избор во звања ментор и советник. Посебно внимание е посветено и на инклузивното образование. Додека во времето на СДС и ДУИ имаше околу 800 образовни асистенти само во основното образование, денес има 1350 во основните училишта и за прв пат 150 асистенти во средното образование. Истовремено се модернизира и образовниот процес. Над 160 училишта се опремени со современа IT опрема. Дигитализирани се сите услуги за учениците и студентите, административниот товар на наставниците е значително намален со новиот електронски дневник. Воведени се електронски свидетелства, а за прв пат во образованието се воведуваат и насоки за етичка примена на вештачка интелигенција, со обучени повеќе од 1000 наставници. Само во првата година од мандатот се инвестирани над 70 милиони евра во нови училишта, спортски сали, реконструкции и проширување на образовната инфраструктура, што представува повеќе кратно вложување споредено со периодот на власт на СДС. Ова се конкретни резултати кои покажуваат дека кога има одговорна политика, образованието добива стабилност, а учениците и наставниците добиваат услови какви што заслужуваат. Во Дневникот и информираме за настанот културата. Синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на скулптури од монахињата Ана Пановска. Изложбата е уметничко патување низ човечките добродетели, љубовта, надежта, верата, смирението и мудроста. Изложбата Ризница на добродетели на монахињата Ана Пановска представува исклучително духовно и уметничко сведоштво за вечните вредности врз кои се изградува човечката личност. Во оваа изложба добродетелите како морални категории се представени и како онтолошки состојби на човекот, како пат на преобразба и како живо учество на божествената благодат. Поставката, составена од 13 скулптури, 10 дела изработени во комбинирана техника, 2 скулптури изработени во гипс и една скулптура изработена во резба медијапан, се развива како внимателно осмислена духовна целина, чија внатрешна структура го следи патот на човекот до неговата падната природа кон можноста за обожување. Секое дело представува самостојна целина. Секој гест и секој материјал учествуваат во единствен духовен наратив. Особено значајно место во творечкиот концепт зазема хартијата, материјал кој во својата привидна кревкост ја создржи метафората на човековото битие. Од нешто што лесно може да се распадне, авторката создава форми што се стремат кон вечноста. Во тој преобразувачки чин, материјалот ја надминува својата физичка природа и станува носител на духовно значење. Хартијата повеќе не е само подлога врз која се запишува словото, таа самата станува слово, тело и сведоштво, таа потсетува дека и човекот создан од прав е повикан да стане храм на Светиот Дух. Не случајно секоја скулптура е придружена со свиток на кој се испишани библиски и светоотечки текстови. Тие не функционираат како објаснувачки надписи, туку како органски дел од уметничкото дело. Особена чест и задоволство ми е што присуствувате на изложбата Ризница на добродетели.
Јас би сакала само накратко да скренам внимание зашто овие скулптури се направени од хартија. Впрочем, медиумот ја носи пораката, хартијата, затоа што сите ние сме создадени како и се раѓаме како едни празни свитоци, кои што самата околина, нашиот избор, дали ние ќе се определиме за добродетелните или страстите, не ни го испишува нашиот живот врз свитоците од нашите срца. И тоа можете да го погледнете во самата изложба. Се надевам дека после оваа изложба сите ќе се трудиме нашите свитоци да ги збогатиме со повеќе добродетели. Македонските кошаркари ги дознаа противниците во предквалификациите. Австрија и Кипар се новите предизвици за пласман на континенталниот собир. Машката сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија ги дозна противниците за втората рунда од предквалификациите за ФИБА Евробаскетот кој ќе се одржи во 2029 година. Според вчерашната жребка, нашата најдобра селекција ќе настапи во групата F, заедно со репрезентациите на Кипар и на Австрија. По максималниот учинок во првата предквалификацијска фаза, во која Македонија оствари 6 победи на исто толку надпревари и го освои првото место во групата, следува нов предизвик на патот кон Европското првенство. Во втората предквалификацијска рунда ќе се игра по двокружен систем, односно секоја репрезентација ќе одигра по 4 надпревари, по 2 на домашен и 2 на гостински терен. Надпреварите ќе се играат во трите ФИБА прозорци и тоа во август и ноември во 2026, како и во февруари 2027. Пласман во квалификациите за Евробаскетот 2029 ќе обезбедат само победниците на 4 групи. Поради тоа што групата брои 3 репрезентации, Македонија ќе биде слободна во првото коло, а настапите ќе ги започне на 30 август 2026 со гостувањето кај Австрија. Првиот домашен надпревар, нашата најдобра селекција ќе го одигра на 26 ноември, кога ќе го пречекаме Кипар. Во февруарскиот квалификацијски прозорец од 2027 година, Македонија најнапред ќе биде домакин на Австрија, а циклусот ќе го завршиме со гостувањето на Кипар. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Особено топло ќе биде во деновите од викендот, кога дневната температура локално ќе достигне 40 степени. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во среда ќе дува засилен северен ветер, а температурите ќе опаднат за неколку степени. Тоа е содржините во дневникот. Благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.